Така да зборуваме за страв вечерва, што е од другата страна на стравот, кои нешта може да ги очекувате ако го надминете стравот. Затоа што стравот е препрека. Гледате, стравот е препрека. Ако ќе ги надминете препреките, доаѓате до нешто кое што е убаво, доаѓате до нешто кое што е добро, доаѓате до нешто кое што е вредно. Има убав цитат од филозофот Хабард, вели: одземете го стравот од еден човек и ќе одземете неговата малост. Стравот ве прави мали. Стравот ја намалува душата и го намалува човекот. Сега, што е од другата страна на стравот? Големината. Видите, од другата страна на стравот е големината. И ќе ви објаснам како човекот да дојде до големина и како човекот да дојде до широчина. Поради тоа што е тоа кој што го сузбива стравот, што е лек за страв? Храброст. Има убав цитат од Гете, вели: храброст е посветеност да тргнеш без гаранција за успех. Храброст е посветеност да тргнеш без гаранција за успех. Се гледате, имате луѓе кои што не се осмелуваат да тргнат поради тоа што секогаш ја сакаат гаранцијата за нивниот успех. Но гледайте, кога ќе тргнете на патот за успехот, гаранцијата за успехот сте вие. Вашата истрајност, вашето знаење, вашите способности, вашите вештини, тоа е единствената гаранција која што човекот ја има, дали ќе дојде до успех или нема да дојде до успех. Истрајноста, неоткажувањето. Ако човек цело време се откажува, ако човек е колеблив, ако човекот не собере храброст да тргне да го сузбие стравот, тоа ќе има проблем. Видите, стравот за да се намали мора да се зголеми на почетокот. Како го зголемувате стравот? Па се соочувате со него. Кога ќе се соочите со стравот, тогаш стравот почнува да се намалува, поради тоа што човекот мора да се развине со стравот. Гледате, стравот вие знае адресата, стравот ви е пред врата. Так. Има некои луѓе што неќе дури ни да излезат од дома, поради тоа што има страв. Сега, ајде да кажеме, ова е стравот, ова сте вие, и на почетокот, кога ќе дојдете во контакт со стравот, вие ќе се чувствувате неубаво. Ќе имате неубаво чувство. Бегајќи од тоа што ве плаши, секојаш ќе бидете помал, никогаш нема да се соочите, никогаш нема да пораснете, поради тоа што гледате, стравот е препрека. Кога човекот ќе надмине таа препрека, од другата страна на таа препрека доаѓа слобода и доаѓа нешто кое што треба да го имате. Не можете да имате нешто ако претходно и немате препреки. Поради тоа што гледате, кога ќе надминете препреката, доаѓате до нешто што е вредно да го имате. Сега, дел од таа препрека на патот да го добиете нештото и да го имате нешто е стравот. Имате некојаш луѓе сакаат да отидат со авион некаде. Гледате, тоа им е препрека, ама се плашат. Се плашат поради тоа што не веруваат. Гледате, кога ќе влезете во авион, не можете да прашаш стюардесата: аве, напунивте гориво вие? Сега ти си скептичен, исплашен, не веруваш на околината, тогаш нема ни да дојдеш до големи остварувања и постигнувања поради тоа што ја немаш вербата и поради тоа што ја немаш храброста. А ако имаш храброст и верба, тогаш она што ќе се случи, ќе тргнеш и ќе го најдеш решението за таа препрека. И од другата страна на таа препрека, во овој случај препреката е стравот, да речеме, се наоѓа она кој што го посакуваш и она кој што сакаш да го имаш. Сакаш да отидеш некаде на убаво место на Кариби, страв ти е да леташ со авион, сакаш да отидеш некаде во Лондон, страв ти е да леташ со авион. Па никогаш нема да го добиваш тоа чувство дека имаш нешто убаво ако бегаш од стравот. Се плашиш да се соочиш со некои купци, нема да дојдеш до имањето. Се плашиш да се соочиш да придеш на некоја девојка која што ти е страв да придеш или да пишеш, а може би она исто сака да излезе со тебе, нема да дојдеш до имањето. Гледате, имате некој човек кој што му е страв да се појави на интервју, нема да дојдеш до имањето. Страв вие да се пријавите за неиспит, иако може би сте спремни, ама вие сте таков тип на човек што никогаш не мислите дека сте спремни, нема да дојдеш до имањето. Гледате, од другата страна на стравот и препрекате она што треба да го имате. Сега, ако не сте волни да се разминете со стравот, секогаш ќе останете од долната страна на препреката каде што го имате она што веќе го имате. Ама ако сакате да го зголемите вашето имање, без разлика за што станува збор, повеќе финансии, повеќе луѓе, поголема кариера, повеќе било што, во еден момент треба да излезете од комфорт зоната, затоа што комфорт зоната е мало имање. Го имате веќе тоа.
го имате веќе тоа, познато ви е веќе тоа, и поради тоа не ве ни радува, не ве ни прави премногу среќен, поради тоа што треба да продолжите понатаму. Знаете, делот каде луѓето имаат проблем со успех, не продолжуваат кога треба да продолжат, туку кога ќе постигнат нешто, они прекинуваат и ставаат стоп. И тогаш се демотивираат, затоа што ако го поврзете успехот ланчано, сте постигнале нешто и продолжувате да постигнете уште нешто друго, продолжувате со таа енергија и елан да постигнете уште нешто друго, уште нешто и не прекинете, ќе освоите многу простор и ќе дојдете до многу успех. Ама луѓето што прават? Постигнуваат нешто, сега се задоволни. И у моментот кога се задоволен, почнуваш да одиш надоле. Имаше некој цитат во врска со тоа. Гледате, не е идејата да сме па и незадоволни, ама и некогаш кога ќе речеш постигнав, задоволен сум, почнуваш да стагнираш. Ај сега сакам да нацртам нешто на таблава. Ајде да речеме, имаме комфорт зона. Видите, некој човек си е во комфорт зоничката. Убаво му е, комфортно му е, не сака да се тргне надвор од комфорт зоната. Едноставно циркулира во неа, задоволен е. Ама во еден момент ќе видите дека човекот ќе почне да има глупи проблеми и ќе почнуваат некои банални работи да го интересираат. Зошто? Поради тоа што не е фиксиран на нешто ново што треба да го освои, не е заинтересиран за некое ново имање, за нешто што треба да го добие. Јата не е заинтересиран за ново имање. Сега, кога човекот излага надвор од комфорт зоната, првото нешто што се појавува надвор од комфорт зоната е страв. Зошто човекот има страв надвор од комфорт зоната? Поради тоа што има непознатост. Гледате, тоа е препреката. Незнаењето исто така е препрека. Сакате да се преселите во нов град. Сакате да отидете некаде во нова држава. Сакате да започнете таму кариера, што и да е. Живот. Сега имаш страх, поради тоа што имаш неизвестност и поради тоа што имаш непознатица. Гледате, не знаеш како ќе биде. Едноставно не можеш да ги предвидиш сите тие работи кои што ќе дојдат како новитети во твојот живот. И тоа ги плаши луѓето. Гледате, тоа е препрека, затоа што он таму кај што сака да оди може да добие многу нешто. Ама стравот не му дава, поради тоа што е непријатен тој страх, да го почувствувате, човекот се задоволува со она што го има и се задоволува во комфорт зоната. Да не ме разберете погрешно. Кога сме полни како душа и имаме многу позитивна и убава енергија, мали работи не прават многу среќни. Но некогаш во животот, за да се мотивираш и да дојдеш до некое постигнување, да извадиш од себе потенцијал, мора да ставиш некоја голема цел и да излезеш надвор од комфорт зоната. Но гледате сега, надвор од комфорт зоната е стравот. Стравот се појавува поради тоа што има неизвестност. Неизвестноста е таа која што ви го прави стравот. Се некој човек се преселил во нова земја. Има неизвестност, има страв, не знае јазик, не му ги признале дипломите. Гледате, све е ново за него. И се што се случува, он се колеба дали да се врати назад, поради тоа што не е како што мислел, како вика домашниот есап и есап на пазар не е ист, он испланирал како ќе биде, не испаднало баш така, како што обично и бива. И она што се случува сака да се врати, сега се врати у комфорт зоната. Но жена му го тера да остана. Не, ќе продолжиме, ќе најдеме решение и така. Ми се нашли решение. Видите, сега наоѓаат решение. Кога луѓето почнале да наоѓаат решение, почнале да чистат по куќи, почнале да чистат по компании. Гледате, нашите решенија не се враќаат назад, па што сака нека биде. Што и да е, да треба да прават, ќе прават, ама не се враќаат, можеби назад. Сега гледате, решенијата им дава знаење. Се стекнале знаење како да живеат во таа нова област, како да живеат во таа земја, почнале да ствараат познанства, почнале да бидат во контакт со луѓе, почнува да им станува интересно. Вау, сега отвориле компанија за чистење. Не чистат више они, имаат сега компанија за чистење со 200 вработени. Сега гледате, имаат контрола. Што прави? Гледате, во овој почетен период, кога излагате надвор од комфорт зоната, вие немате знаење. Знаењето ви е тука. Ама затоа и не се надоградувате, поради тоа што човекот мора да го претвори незнаењето во знаење за да порасне. Затоа човек што све знае никад не расте, поради тоа што е лимитиран, затоа што не ќе да признае дека не знае. Сега, гледате, стравот доаѓа од незнаењето, од неизвестноста, од несигурноста, но човекот ќе најде решение, стекнува знаење, добива контрола. Што се случува? Неизвестноста се претвора во известност. Гледате, сега нема неизвестност, сега има известност.
Нема несигурност, сега има сигурност. Нема неизвестно. Сега знае. И она што се случува, стравот се претвора во самодоверба. Гледате, од другата страна на стравот што е? Самодовербата и сигурноста. И гледате, животот е многу интересен. Од едната страна на стравот е она кој што го имате, животот кој што го живеете и сите оние работи кои што ви се веќе видени и едноставно ги живеете или, ајде да искористам и србизам, животарење има или преживување. На некој начин има некој живот досаден, монотон, ама како и да е тука. Сега човек сака да си направи мала авантура, сака малку да има некој позитивен убав адреналин. Излага надвор од комфорт зоната, првото нешто што ќе го искуси страв. Затоа што гледате, стравот е препрека и се она после стравот е плюсот кој што ќе го видите во вашиот живот како резултат на тоа дека сте се разминале со стравот. Гледате, тука секогаш стравот ти е пред врата. Стравот ти ја знае адресата. Стравот знае кај живееш. И ти кога и да сакаш да сонуваш, ти се јавува уште една мисла, а тоа е дал ќе успееш. Па кој знае дал ќе успееш? Не знам ни ја дал ќе успееш, ама една работа знам. Ако не се откажеш, ако сакаш да знаеш, ако сакаш да работиш на себе, ти добиваш многу ресурси во тебе кои што ќе ти помогнат да успееш. Ама ако си човек кој што постојано се жали, ако си човек кој што постојано сака да критикува, не ќе да работи на себе, ако си човек кој што секогаш окривува други, ама не гледа грешката ке себе, ако си човек кој што мисли дека све знае, а не сакаш да учиш, тогаш мислам дека ќе ти биде тешко да дојдеш од другата страна. Поради тоа што сето тоа те себе саботира. Гледате, окривување на други луѓе. Човек кој што цело време е фокусиран дека грешката е у другите, никош не е фокусиран да ја најде грешката кај себе. Гледате, кога човекот е фокусиран на себе, ама не зборам за егоиста, некој кој што ја. Не. Кога луѓето работат на себе, они го ставаат фокусот и каде тие грешат. Луѓе што не работат на себе, тој секогаш го става фокусот на кој друг греши. Гледате? Човек што работи на себе, он обично ќе ја преземе одговорноста и грешката дека е кај него, затоа што фокусот и свесноста е кај него. Ама ако имате човек кој што не е свесен за себе, не е свесен за својот потенцијал, он не е свесен дека ова може да го направи. Не е свесен зошто? При тоа што окривува, свет друг му е крив, секојаш он е со менталитет на жртва. И што се случува? Тој човек не може да го изоди овој пат, поради тоа што ја нема скромноста на волноста да не знае. Волноста да не знае. Особено па ако е човек кој што при тоа многу му значи дал луѓето ќе зборат, дал луѓето ќе го оговарат, па ако не успе у странство, ако се врати дома, што ќе зборат за него, тој никад нема да тргне. Но тоа е тој тип на ум кој што не може да порасне поради тоа што не си осознал собствената моќ и големина. Сега, кога човекот ќе почне да се осознава собствената моќ и големина, а тоа го прави на некој начин иако открие дека тој грешал, кога ќе превземе одговорност, онда свати дека е утнала работата, па да направи себе корекција, тогаш почнува да ја контролира околината, поради тоа што сака да се смени, а желбата да се смениш е поврзана со желба да знаеш. Видите, желбата да се смениш е поврзана со желба да знаеш. Човек што нема желба да знае и човек што мисли дека знае све, тој ствари сака, ама не знае како да се смени и не му текнува дека може би доаѓа преку знаење. Сега гледате, знаењето е тука. И со самото искачање надвор од комфорт зоната, човекот тука станува одговорен. Фактички, зачекорувањето надвор од комфорт зоната е што? Одговорност. Луѓе, гледате, кога човекот е одговорен, он сака подобро и сака повеќе за добробит на сите. И фамилијата да му биде добра, и сака повеќе за компанијата да просперира, затоа што ако просперира компанијата, и вработените ќе бидат како што треба. Поради тоа што, гледате, убавината во животот е да напредуваме и да идеме понапред и подалеку, затоа што така искусуваме нов живот. Во спротивно сме во жабокречината на барата
каде што нема доволно кислород воопшто умот и мозокот да размислуваат. Од каде доаѓа новиот кислород? Новиот кислород доаѓа од нова територија. Грант Кардоне вели, наредниот кислород е поважен од тој што ќе го издишаш. Наредната цел е поважна од таа која што се остварил. Нема да заборавам што секој Сабајле тој кој што е многу успешен човек и вика на неговата жена Елена. Вика, прво нешто кога ќе станам од Сабајле, викам на Елена, Елена, која ќе успеам. Гледате, човек со толку успех и со толку мудрост, секој Сабајле станува и вика на жена му, која ќе успеам. Зошто? Поради тоа што сака да не знае и сака да оди во мудрост и моќ. Ама мудроста, моќта, сигурноста, самодовербата, победите се секогаш од другата страна на стравот. Ама има интересна работа. Човек кој што сака све да знае и човек на кој што не му треба помош и човек кој што е секогаш најдобар, тој уствари никогаш не е доволно храбар да го победи стравот. Ама оној, затоа што има и големо его, затоа што се вика што ќе кажат другите. Леле, ако изгуби, другите ќе му се смеат. Ама човекот кој што нема толку големо его, кој што е скромен, кој што сака да знае, кој што сака да напредува, кој што сака да иде напред, прво нешто што треба да свати е дека никој не знае све и кога човекот ќе свати дека не знае и почнува да работи на себе, она што се случува, добива ресурси, ја враќа својата позитивна енергија, на тој начин пропорционално стравот му се намалува и почнува да го прифаќа успехот и благодетот поради тоа што неговата вибрација е зголемена. Ако ние не ја зголемиме нашата вибрација, на нашата душа, на нашиот ум да го подобриме, нема да се разминеме со стравот. Поради тоа што ако сме мали, а стравот не прави мал, гледате, малоста доаѓа од фактички немање на желба да знаеме повеќе, немање на желба да постигнеме повеќе, немање на скромност, да одиме напред, па дури и да не успее човекот, ама нема такво нешто како неуспех, луѓе. Неуспехот не постои. Постои откажување, постои неверување, постои неистрајност и така човекот губи. Ама ако вие сте цело време упорни да дојдете до нешто кое што ви е важно, видите, ако ви е важно, нема да се откажете. Што е најважно за мене за успехот? Да ви е важно. Што да ви е важно? Тоа што сакате да го постигнете. Зошто е тоа според мене најважно? Поради тоа што ако нештото ти е важно, нема да се откажеш. А ако не се откажеш, кога и да е, ќе успееш. Сега, кога нештото не е веќе важно, станува тажно, така да ве молам, немојте да ги заборавате целите и немојте да ви станат неважни, затоа што во тој момент она што ќе се случи, ќе бидете секогаш од погрешната страна на стравот, а тоа е од дека. Поради тоа што ќе бидете страв да тргнете, страв да започнете и страв да се промените. Има еден многу убав цитат во Америка, ги викаат the 3 C's, трите Ц, дека you must make a choice, мора да донесеш одлука, to take a chance, тоа е второто Ц, да преземеш ризик, chance е ризик, or your life will never change, или вашиот живот никогаш нема да се смени. Значи, третото е change, или промена. Одлука, ризик, промена. You must make a choice, мора да преземеш одлука, to take a chance, да преземеш ризик, or your life will never change, или твојот живот никогаш нема да се смени. Ви посакувам вашиот живот да се смени на тој начин што ќе ја сватите вашата големина и ќе го намалите стравот во вас и самото тоа ќе ве натера да тргнете. Ама некојаш стравот се намалува и со самото тоа што ќе тргнете. Но ако премногу се колевате, немате самодоверба и ви е страв да тргнете, јавете ми се за консултации. 078-261-771 е мојот број. 078-261-771. Можете да започнете консултации, тоа се индивидуални разговори помеѓу мене и вас. Ве чекам да ме контактирате. Имајте убава вечер, се гледаме у петок. Чао!